На една недела до стартот на новата учебна година, сите основни општински училишта, како и средните, со исклучок на гимназијата Кочарацин, од општинскиот совет бараат согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици од законскиот минимум. Традицијата на се помал број на привачање во општината продолжува и годинава, а тоа се одразува и на наредните генерации, велат од општинскиот совет, каде утре на 7-та седница ќе бидат разгледувани овие предлог решенија. И они ги имаат дефинирано барањата со бројки, различни се бројките во различните училишта, различен е бројот на запишени ученици. Од она што јас го видов во барањата, најмала бројка, односно барање за функционирање на паралелка со најмал број на ученици во основно училиште има доставено училиштето Рајко Жунзифов од село Оризари, 13 ученика во паралелка, додека најмала бројка во средните училишта за функционирање на паралелки беше 17-18. Законскиот минимум за формирање на паралелка изнесува 24 ученици. Разликата помеѓу средните и основните училишта е тоа што пред поднесувањето на барањата од општинскиот совет се уште траеше вториот уписен рок во средните училишта, кои нови ученици ќе можат да запишат и до самиот старт на учебната година. За разлика од основните училишта, во средните училишта веќе постојат дефинирани паралелки во смисла на одредени струки. Тие паралелки, без разлика на тоа колку луѓе се запишале, дали е подзаконскиот минимум, нашето размислување е дека треба да се дозволи да функционираат и подзаконски минимум, бидејќи во спротивно треба тој профил да се укине. Интересно е тоа што во средното стручно општинско училиште Димитрije Чуповски во паралелката каса по 2 уписни рока имаше пријавено само еден кандидат. Од училиштето велат дека ако до стартот на учебната година ситуацијата остане непромената, овој ученик ќе биде префрлен во паралелката прехранбен техничар.